Пензионерите со најниски примања, инвалиди и самохрани родители ќе добијат бесплатни канти за отпад. Согласно одлуката на јавното претпријатие ИСАР, кантите кои ги доби претпријатието од страна на општина Штип ќе бидат доделени на овие групи граѓани, со цел соодветно да се собира отпадот и да се одлага од страна на претпријатието. Од страна на општина Штип ни се доделени 1216 канти за домаќинство. Сега во тек е постапка на нашиот управен одбор и таму имаме предлог таквите садови за одлагање на комунален отпад, значи како што спомнав 1216 на број, да бидат доделени на пензионери кои што имаат најмали примања, се во таа прва категорија, на членови на Сдруженијата на инвалиди и на самохрани родители. Во меѓувреме, поставените контејнери за селекција на отпад не го даваат посакуваниот резултат. Арсовски вели дека уште треба да се работи на свеста кај граѓаните, со цел отпадот да се селектира и на тој начин да завршува во контејнерите. Во спротивно се соочуваат со проблеми, односно чести дефекти на возилата за собирање на смет. Поради тоа имаме чести дефекти на возилата, затоа што многу често во садови за комунален отпад нашите работници наоѓаат градежен, шут и некои други типови на отпад кои што не соодветствуваат и не можат нашите возила да ги примат и да ги одложат, и поради тоа се склони на чести дефекти. Јавното претпријатие ИСАР и понатаму продолжува со веќе започнатите проекти и активности за бесплатно собирање и одлагање на градежниот и кабаст отпад. Задача на граѓаните е само да пријават во кол-центарот на претпријатието и да добијат бесплатна услуга. Јавното претпријатие секоја сабота има задолжени екипи со специјални возила кои што го одлагаат градежниот и кабастиот отпад од страна на граѓаните. Истото функционира на база на претходна поднесена пријава во нашиот кол центар и нашите екипи секоја сабота излегуваат и морам да напоменам дека бесплатно го собираат и го одлагаат кабастиот отпад по барање на граѓаните. Кога се во прашање контејнерите за одлагање на текстилен отпад, активностите даваат резултат, а се размислува во иднина да се зголеми бројот на контејнери во кои ќе се одлага текстилниот отпад. Идентично се работи на проект за зголемување на бројот на подземни контејнери.